По една недела на улица, конечно некој од власта се одважи да ги посети на Сојузот на синдикати на Македонија, но попусто. Министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска се појави на денешниот протест пред Министерството и ги покана на средба синдикалците, но повторно без решение. Од власта не отстапуваат од ставот дека било потребно системско решение, а покачувањето од 2806 денари, кој им беше ветено уште од јануари, сега стана ад-хок решение. Една за секогаш треба да воспоставиме систем кој што ќе гарантира постојан раст на платите на работниците во јавниот сектор, ќе има општ колективен договор кој што ќе дава дополнителни права на работниците во јавниот сектор. Меѓутоа, не ад-хок решенија кои што не се системски решенија и не предонесуваат кон подобрување на правата на работниците. Од синдикатот децидни велат може да се разговара за нова методологија, но прво мора да биде исполнато барањето за покачување од 2806 денари за сите вработени во јавниот сектор. Денешната средба не резултирала со никакви конкретни чекори, освен дека ќе бидат закажани идни средби со ресорните министри. Инаку, истече и рокот за помирување со медијација, а до последниот ден медијаторот ги повикал само еднаш на информативна средба. Беше кажано многу јасно, министерката ги пренесе нејзините ставови, оние што ги изјави тука и пред вас новинарите, дека треба да се направи нова методологија за континуиран пораст на платите за вработените во јавниот сектор, што за нас не е неприфатливо, секако дека е прифатливо, меѓутоа многу поприфатливо и многу поедноставно решение сега да го направиме општиот колективен договор, тоа да го потпишеме, да се дадат овие 2806 денари, па кога ќе се договори новата методологија од 23 година нека почне да се применува и таа. Додека пак работниците штрајкуваат, власта донесе измени на законот за работни односи со кои се дозволува работниците во туристичките места да работат во недела. ССМ реагира дека ова е спротивно на она што било договорено кога се носел законот, чија цел била работникот да добие одмор. Додека македонскиот работник штрајкува, Министерството за економија и група пратеници од вледачкото мнозинство се дрзна да ни го направи недела работен ден во туристичките места. Големо незадоволство, никаква стратегија, избегнување на економскиот социјален совет и наоѓање криви патишта за да се упропасти работникот и оној што остана во Македонија, кој не ја напушти да бара работа во земјите од Европска унија. Голема разочараност. Штрајкот на јавниот сектор ќе продолжи и утре, а синдикалното столче ќе биде пред Министерството за информатичко општество.